Добар ден. Власта во заменување преку финансиската полиција спроведува нарачана осветничка мисија во Струмица и Куманово, општини раководени од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Цели 10 години овие две општини се под постојани интензивни контроли на партизираните институции. Струмица и Куманово нема што да се окријат. Постапките и јавните набавки се согласно законите. Бараме финансовата полиција јавно да ги објави резултатите од спроведената контрола. ВМРО ДПМН ги злоупотребува институциите со намера да го сокрие криминалот во своите редови на локално и централно ниво. Со ваквите постапки ВМРО ДПМН очајно се обидува пред јавноста да ги изедначи сите и да ги представи како криминалци. Но во политиката, како и во животот, не сме сите исти. Гнездото на криминалот и корупцијата во Македонија е во раководството на ВМРО ДПМН. Вистински хаос, криминал, корупција и финансиски скандали се случуваат во општините раководени од ВМРО ДПМН. Типичен пример за тоа е општина Битола и градоначалникот Талевски, каде што неговиот криминал на ученици и превоз на ученици лично го опиша Зоран Ставревски. Специјално за јавно обвинителство оформи предмет, а судот му изрече мерка притвор на Талевски. Финансиската полиција има обврска да ги провери сите јавни набавки во другите општини на државата и јавно да ги соопшти резултатите од тоа што пронашли. При тоа, треба да обезбеди јавност и транспарентност во постапката. Финансиската полиција работи под опрен глас. Токму затоа денеска јавно поднесуваме пријава до финансиската полиција да ги провери јавните набавки за превоз на ученици во сите општини во Македонија. Идентично како што тоа го прави во Струмица и Куманово. Ако тоа не го направат првите луѓе на финансиската полиција, треба да знаат дека ќе одговараат за несовесно, пристрасно работење и за заштита на криминални активности. Благодарам, поведете прашање. Од таму каде што зборуваше не е заштитен со имунитетот, тоа е партиската говорница во општинска организација, мислам се вика на ВМРО ДПМН во Струмица. Господин Пишев во своите настапи секогаш се обидува на најгнасен и најдолен начин, недостоен за цивилизацијско однесување, како што можете да потврдите и вие самите во парламентот кога рапуваше, да го дискредитира председателот на Социјалдемократскиот сојуз Зоран Заев. Очигледно дека човекот има патолошка, неизлечива болест за изгубените избори токму Зоран Заев. Воколку смета дека на било каков начин е достоен да продолжи да се појавува во политичкиот живот, го повикуваме. И кога не е Зоран Заев кандидат на следните локални избори, да се појави против било кој кандидат на Социјалдемократскиот сојуз во општина Струмица. Ке помине полошо тоа што помина минатиот пат. Во овој момент не се одвиваат никакви разговори и преговори, токму заради очените обиди на ВМРО ДПМН да избегне од регулирање на двете преостанати области, тоа се медиумите и избирачкиот список. Сведоци сте и самите дека Николовото трио е присутно во Брисел, наводно со цел да ги оправело штетите кои што на Република Македонија и ги нанела опозицијата. Штетите во оваа држава ги има направено лично Никола Груевски и никој друг со своето корумпирано, автократско, диктаторско и криминално владење. Значи, веќе ви кажав, секогаш кога има минимум шанса да се дојде до било каков компромис по било кое прашање, вклучително
и формирање на специјално оделение во рамките на Кривичниот суд. ВМРО ДПМН бега од преговорите, овој пат најдел изговор за Брисел. Нас не радува што и Демократската унија за интеграција се приклучи на ова наше барање кое што го доставивме во нашиот предлог во самите преговори. Очекуваме, бидејќи токму ВМРО ДПМН се сомнева во наводна политичка пристрасност со специјалното јавно обвинителство, а целокупната останата јавност во Македонија се сомнева во кредибилитетот на Основниот суд Скопје 1, баш така, бидејќи имаме две спротивставени мислења, излезното решение било да се формира специјално оделение во Кривичниот суд, па да видиме. Ако се овие пристрасни од едната страна, овие се несомнено пристрасни од другата страна, мислам на судот, по таа варијанта ќе имаме еден трет орган кој што ќе може неутрално да одлучува. Вистинскиот премиер на Република Македонија, кој што се зацкрива позади параванот на некако си технички премиер Емил Димитриев, нема да биде присутен. Ние донесовме една одлука за замрзнување на нашите активности, нема да бидеме присутни. Колку за јавноста, Емил Димитриев се уште нема влезено во премиерскиот кабинет. Во премиерскиот кабинет се уште навечер иде Груевски. Благодарам.